Објектот на левата страна од овој кадар е пензионерскиот дом Лика Чопова во Скопски Чаир, изграден во 1980 година. Градилиштето десно од него е ново, од пред помалку од една година и е на парцела на која до лани имаше барака. Зошто воопшто е важна токму оваа градба? Затоа што градењето еднаш веќе беше запрено. Општината нареди земјиштето да се врати во првобитна состојба. За случајот се заинтересираа и МВР и владата, но сепак деновиве повторно се гради. И повторно нема истакната табла кој е инвеститор, кој е изведувач, по кое одобрение за градба се гради и што. Оградата вака бе, до самот и оградата падна доле. Знаеш каква ружа има, в срце ме боли за ружата. Цело мало вака мирисаш. Тоа е. Со кого да се разбереме? Пензионерката Миријана Димитриевска е станарка во домот 20 години. Вели, иако со годините делумно го има изгубено слухот, звуците на тешка машинерија и бетонјерки успеваа да ја разбудат во раните утрински часови, па и за време на викендите. Цевкава ја турбја тука, му викам некња да ја пренеса тоа, да има време. Утре ќе почне да мрзне, вода ќе немаме да пиеме. Вода ќе немаме да пиеме. Ама кој те слуша? Никој. Они си тераат по нивно. У саботата од сабајле до ноќ работеа. Ама што дека вика, ја ги марширав и она... Ма нема, не те ферма. Покрај дворот кој им е скратен за половина, друг проблем за станарите е нарушувањето на статиката и пукањето на зидовите во стариот објект. На почетокот на летово, кога имаше обилни врнежи, градежната јама, која по наредба на општината требаше да се врати во првобитна состојба, се наполни со вода и предизвика лизгање на дел од оградата и дворовите од пензионерскиот дом. Непознатиот инвеститори тогаш не ја затрупа јамата, туку изгради потпорен зид кон домот. Сега, проблем за станарите се секојдневните градежни работи. Најмногу се погодени оние што живеат на приземје. Почна они да бетонират, железата ги поставија се и да донесет цистерна да пополнет со бетон. И тогаш струја од мене, ја викам вода немаме, ти дадам. Вика 5 минути, тетко. Како и 5 минути, 2 сата гледав, 3 скоро, они работеа, сечеа железо. Од мене струја. Парцелата на која беше запрено, а сега продолжува градењето на засега непознатиот објект, е обележана со број 4527 во катастарска општина Чаир. Земјиштето има вкупно 667 квадратни метри, кои во моментот се водат на име на Република Македонија. Во приватна собственост е само поранешната барака. Била легализирана во 2014 година, доскоро беше во собственост на физичкото лице Седат Адем, а одскоро газда е фирмата Avanti System Doel. Кога 360 степени првпат извести за случајот, од општина Чаир беа децидни. Објектот е дивоградба и наредија веднаш да се врати во првобитна состојба. Па ја мислам, или не се добро информирани, или сакат преку ова градба да добиваат нешто повеќе од тоа што им следува со деталниот план. И тука е целава таа работа што они избегаваат нешто да почнува што може легално, може би име тенденцијава некој спрат повише да направат или така на така, што од другата страна го загрозува цела таа инвестиција негова, бидејќи утре дента нема ни еден документ да има, ако на таа база трнале. Кој гради до пензионерскиот дом на улица Џон Кенеди во Чаир? Се обративме и во МВР за да добиеме повеќе информации. На тогашните информации дека Министерството за внатрешни работи направило увид на терен, при што било утврдено дека инвеститорот ги има потребните документи, градоначалникот Ганиу реагираше. Не е точно дека има уредно. Ја во тоа ви тврдам дека нема, бидејќи да имаше, тоа ќе беше и подобро и за мене. Немаше ја цел ден, значи, да се бавам со мои сограѓани, со инспекторатот, со новинари. Значи, на вистина ви тврдам дека нема документација и пак велам, имат право да градат во таа маркица, но
треба да ги поминуваат сите процедури. Сега, откако повторно почна да се гради зад пензионерскиот дом, повторно се обративме до општината Чаир. Прашавме дали во меѓувреме инвеститорот добил одобрение за градба, ако добил, колкав и каков објект може да се гради. Не добивме никаков одговор, ниту на електронското писмо, ниту на телефонските повици. А според изводот од деталниот урбанистички план што го добивме лани, на локацијата на која сега се гради имаше маркица која на сопственикот му дозволува изградба на приземје плюс 2 ката и поткровје. Основата на градбата на хартија е видливо помала од она што се гради во реалност. Соседите на новата градба велат дека до нив доаѓаат информации дека градбата ќе биде многу повисока. Тие вработените некои деца, така ќе ги прашам, побарат вода тука. Едни викат на 8 спрата, едни викат на 6. Не кажуваат, не исправат, не знаат, изгледаме вработените. Општината Чаир не е единствената институција која зборуваше отворено, но сега молчи за случајот. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, кога на чело беше Фатмир Арифи од ДУИ, кон крајот на минатата година, во вонреден инспекцијски надзор во општината, утврди дека Чаир нема овластен градежен инспектор. За контекст, сето тоа се случи откако општината ја запре изградбата на објектот. Државниот орган побара да ги преземе ингеренциите на локалната власт во областа на градежната инспекција, но поради законски недоречености, такво нешто не одобри Министерството за транспорт. Откако повторно со бетон почнаа да се полнат темелите кои лани беа наречени дивоградба, пак се обративме до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Со институцијата сега раководи Зухеј Реджепи, кој доаѓа од коалицијата Вреди, истата политичка групација на која и припаѓа градоначалникот на Чаир Висар Ганију. И тие останаа неми на нашите прашања. Единствените со храброст да зборуваат засега остануваат пензионерите во домот Лика Чопова. Нека остане забележано дека по нашето последно снимање на локацијата, некои од нив добија закани дека ќе бидат иселени од домот, ако зборуваат со медиумите во врска со изградбата на објектот до нив. И покрај обидот да ги заплашат, решија да не молчат.